Темата на денот, мој вечерашен гостин Ивица Боцевски. Добро вечер. Добро вечер, добро најдов. Специјален представник на државата сега за полското, па за данското или? За унгарското, да. Нема више мандат? Не, заврши мандатот со унгарското председателство. Не, мислам може да продолжите и за другите, зашто да не, да речем. Па види, во тие земји Македонија има амбасадори вонредни ополномоштени во полн капацитет, така што А тоа беше причината? Една од причините. Друга од причините беше затоа што Унгарија е земја која што припаѓа на групата пријатели на проширувањето до Западниот Балкан, каде што покрај Унгарија се и Австрија, тука и Словачка, Италија од поголемите земји, Словенија и Хрватска, тоа се земји кои што се она јадрена поддршка за проширувањето на целиот Западен Балкан, вклучително и за Македонија. Така што шансата дека имавме едно председателство кое што беше отворено кон нас, кое што многу јасно ги постави своите приоритети, проширувањето беше на самиот врв, тие брифира на сите нивоа кој е нивниот приоритет, дека туркаат за секоја земја максимално што може да се постигне во делот на европската интеграција. Онаму каде што се разбира беа отворени ширум портите се постигне највеќе, меѓутоа и во случајот на Македонија таму немаме амбасадор, сакате да кажете? Во моментов немаме, да. Стратешки партнер на Унгарија, толку пари даде, немаме амбасадор. Па ќе дојде амбасадорот, се разбира дека кога ќе се усогласи политиката на државниот врв околу тоа кој најсоодветно треба да представува Македонија таму. Добро, Вајц денеска одлучи да не се гласа, односно побара Европскиот парламент да не се гласа за извештајот на предокот на Македонија, иако финалниот текст сепак завршува нели во на пленарната во Советот, да. Финалниот текст, но како идеја, мислите дека тоа одлагање некако е во корист на Македонија или на штета? Па, ја мислам дека е во корист од една проста причина, што една ваква работа која што е невообичаена во Европскиот парламент предизвикува внимание. Една ваква работа, штом предизвикува внимание, луѓето сакаат да видат што стои за еден ваков гест. Така што ќе се осознае што стои за овој ваков гест, ќе се осознае дека суштината е, се разбира, спорењето на македонскиот идентитет, јазик, култура и така натаму. Тоа што највеќе ја дразни Софија е фактот дека таму постои посебност на македонскиот јазик и посебност на македонската нација. Тоа е многу грдо. Како и да го вртиме, тоа е суштината. Така што убаво е што кога работите се изведуваат на чистина, убаво е кога се гледа дека проблемот се состои во тоа толкување. Вајц вели дека стои цврсто на тоа што го што го има дефинирано како дел извештајот, но прашањето ми е до 24-ти што може да омбудсманите пак ќе видат дел на предлог на гласање, тие веројатно нема да поминат у парламентот. Сега некој пресметал во Софија дека има простор тука за некој дополнително притисок. Некој притисок, да. Истовремено видовме еден многу, би рекол, безобразен притисок врз Вајс. Се вели дека тој бил подложен на лобирање кое што личило на Катаргейт. Тоа е, како да кажам сега, јас разбирам дека секоја дипломатија се бори за националните интереси на својата земја. Меѓутоа, вон секоја здрава памет да се помисли дека сега Македонија тука би влегла во некои коруптивни сделки со еден европратеник, па уште известител за Македонија. Освен слободен разговор, освен објаснување на тезите, што друго може Македонија да понуди. Истовремено и министерот Муцунски и македонска дипломатија кога дискутирала не само во Брисел, туку и во главните градови на земјите членки на Европската унија, јас сум убеден дека нашите амбасадори ги имаат и мобилните телефони, имаат и директна врска со тие вафет. Значи, она што ние можеме да кажеме да се ги представиме нашите позиции. Нашите позиции беа јасно представени и се разбира заради нивната совест, како и парламентарци, тие гледаат дека оваа работа не може да се спори. Заедноста може ли да, пошто не сум сигурен колку дел од јавноста има точни прецизни информации за што точно спори Бугарија во тој извештај, да прецизираме. Вајц користи една формулација посебниот македонски јазик и посебниот македонски идентитет. Да. Во извештаите за Македонија, особено мислам дека 2019-2020, каде што бугарски представник е известуваш за Македонија, терминот македонски се користи за јазикот и за некои други ситуации. Во конкретната ситуација претпоставам дека Бугарија ги иретира посебниот македонски идентитет и бараат амандман во кој ќе додадат придовка сегашниот посебен македонски идентитет. Така некако би изгледала таа релација. Како и да токму е, види, целата оваа игра го покажува ова грдо лице, дека се спори македонскиот идентитет. Во услови, Маријан, кога во 2022 година на европско тло избувна нова војна
затоа што се спореше еден идентитет на еден народ, на украинскиот народ, сега го имаме истото која станува збор за нашиот народ, за македонскиот народ. Сосема истото образложение, сосема истото објаснување, сосема истите тези кои што рускиот врв ги користеше во однос на Украина, измислена нација, коминтерна, комунистите и така натаму. Не, прашање повеќе во насока дека тоа сакам да кажам, дека нивниот притисок со тоа манија токму докажување на оваа теза, нели, се посебниот идентитет, ама сегашен. Да, ама што ќе постигне со тоа? Не, затоа велам. Што ќе постигне со тоа? На крајот на криштата, мислам, буквално само се фарбаат во една црна боја. Пази, таа земја направи големи чекори кон европската интеграција. Сега гледаме дека од 1 јануари, од 1 јануари 2026 ќе влезат во еврозоната, влегува во Шенген под унгарското председателство и така натаму. Значи ја заокружуваат својата не само европска, туку и западна интеграција. И сега наместо да го очекувате спротивното, значи во моментот кога вие се наоѓате пред една ваква, ајде да кажем, национална победа, вие тоа да го искористите во духот на европското обединување, на европската интеграција, вие се враќате во 19 вековен Балкан. Нема логика. Значи, ајде пак да се вратиме. Замисли што можеше Австрија да им прави на Словенија и на Хрватска. Имајќи предвид тие историските преплетувања меѓу Италија од една страна и Словенија и Хрватска од друга страна. Замисли Австрија или Германија што може да им прават и таму имаше комисии и тоа да се потсетиме. Да. Италија да речеме околу притисоците. Ама не, имаше комисија. И што прашањето ми е повеќе пропушта ли Бугарија да во овие барем последните 10 години, мислам дека од негде 2013 почнува таа приказна со ветото. Тогаш се интензивира, претходно беше на понизок интензитет. Да, ама тогаш мислам дека Кристијан Вегинин ја форсира таа идеја за поддршка на Грција во тоа вето кон евроинтеграцијата. Пропушти ли овие години да со таа политика да изгради барем некаква позитивна клима кај македонското општество? Многу пропушти, ќе ти кажем што е главното тоа што го пропушти Бугарија во однос на Македонија. Значи, неприказните, него историјата околу Втората светска војна. Јас и ти и нашите генерации непосредно не сме ја доживеале. Ние тоа сме го слушале не ни од нашите родители, од нашите баби и дедовци. Меѓутоа, ние немавме непосредна врска со тоа што се случувало за време на Втората светска војна, со тоа што македонците им забележуваа на бугарите за време на нивната, според Бугарија, администрација, според нас окупација на Македонија. Така. Што се случи сега? Сега се случи неправда. Сега не само нашите генерациите на нашите деца се сведоци на неправда, се сведоци како Бугарија со непријателски чин, вето, нема ништо по-непријателски од вето. Апсолутно. Ја спречува, ја оневозможува македонската иднина. Значи, наместо да создава Бугарија една клима, каде што ќе се возможи приближување помеѓу двата народа во еден европска средина и така натаму, ти одат во една спротивна насока. Не само тоа, она што ми е чудно, имаат пример како тоа се работи поинаку. Да се потсетиме, меѓу двете светски војни, овдека тогашната, според нив, српска администрација, според нас српска окупација со Македонија, воопшто не е добре дојдена од македонците. Сеќавањата на македонците за тој период се многу лоши. Што се смени? Признавањето на македонската посебност, на македонскиот јазик, заедничкиот живот во една федерација и престанокот на тоа спорење на македонската посебност. Какви односи тоа изроди помеѓу македонската и српската нација, најблиски можни. Зарем тоа не е модел кој што Бугарија не треба да го следи. Антагонизмот уште една работа. Дали сакаше Бугарија да го следи или намерно форсираше таа политика? На сите три јазика, на бугарски, на македонски, на српски, на хрватски и на други, со сила убавина не бидува. Не бидува. На крајот на криштата. Секој кој што пробал по сила, на крај му се скрши однос. Еве да се потсетиме. Пред околу 35 години, која беше на врвот на својата моќ, со еден подпис, Слободан Милошевиќ ги укина сите институции на покрајната Косово. Дури го изфрли албанскиот јазик од образовниот систем и така натаму. Што постигна? Што постигна? Каде е денеска Косово? Бугарија што мисли да постигне со ова? Дека ние ќе се разбудиме едно сабајле и ќе речеме, абе луѓе, стварно ние бевме во заблуда, бугари сме. Нема да се случи тоа. И сега, знаеш, што е проблемот? Проблемот е што во моментов се чувствува таму една сила, се чувствува еден национален подем, се чувствува еден национализам и како и секој, знаеш, како да речем, насилник,
наједноставно е да се покажува сила на некои постапи тука избрана Реално Македонија. гледано во моментов ситуацијата во Бугарија кон Македонија, мислам дека прашањето е многу на ниско ниво, но не е на ниско ниво. Вчера имавме што се случи во собранието. Како е на ниско ниво? Не, Кога успеа да се соберат и да направат едногласно, види се, си бил ти собраниски новинар? Ајде дека се собере собранието, нека направи нашето собрание. Нека се собере, нека направи едногласна декларација. Тоа е мала работа. Ма добро, вчерашната декларација се однесува на позициите што Македонија ги има прифатено кон поглед на уставните измени. Далеко е од некои други декларации. Ама е факт дека еве продолжува истата приказна. Но во контекст на тоа, позициите на новата влада се познати во тоа, но некако со тек на време како да работите остануваат во место. Прашањето ми повеќе дали тоа немање можност да се разговара, дали тоа е немање иницијатива или пак едноставно е прашањето за евроинтеграцијата ќе остане на подолг крок заглавено, да речеме. Ја не гледам дека ќе остане на подолг крок заглавено, затоа што ми се чини дека она што гледаме, нашата влада не дозволува прашање да влезе во замрзнувач, условно кажано. Гледаме дека степенот на средби со највисоките европски чинители, тука беше председателот Кошта, тука беше Калас, тука беше Урсула фон дер Лејен, слушаме дека сега ќе дојде кон крајот на месецот и еврокомесарката Кос, можеме да следиме географијата на патувањата на министрот Мацунски и така натаму. Гледаме дека не само што не е замрзнато ова прашање. Зборам, не достасуваат со Бугарија контакти на политичко ниво. Со Бугарија тие одбиваат контакт. Еве гледаме, нели, последното што беше на понудата за сретна Раде Веселјановска како заврши. Добро, тоа не е уште дефинирано. Ајде да видиме. Надежите за хак постојат. Ајде да видиме. Надежите за хак, ова кога го зборуваш, малце лошо звучи. Не, зборам па не. Имајте предвид што значи хак во балкански контекст. Во контекст на пораките од Европската унија дека и изјавата на Мицкоски дека може да се случи. Па дај Боже да се случи. Секоја средба е позитивна. Трамп најави дека ќе оди во хак на НАТО. Секоја средба е позитивна. Не верувам дека Трамп има на агенда да ги мири Македонија и Бугарија. Мислам тоа не очекувам, меѓутоа секако не. Овака, меѓутоа да се разбереме на крајот на краиштата, мислам дека на македонците и на бугарите па и не им треба посредник за да се разберат. И тоа е трагедијата. Трагедијата е што ако имате и нејата другата страна, тогаш имаме проблем. Инајдот е двосмислен. Па не е двонасочен, види, не е двонасочен. Затоа што види, од таа страна се мисли дека од таа страна се, знаеш, не третираат малце инфантилно, како детенце од 3 години. И сега, замисли се, на детенце од 3 години се собира целото семејство да му каже дека не постои Дедо Мраз, зашто тоа е голем шок за тоа детенце. Така и тие мислат дека ако ни кажат дека македонци не постојат, дека тоа било измислица на Тито, дека јазикот не ни постои и ние како детенце што свестува дека немало Дедо Мраз, ќе се свестиме дека ние сме бугари, дека ја зборуваме бугарски. Мислам дека последните години политиката не е баш до тој степен, но идејата за негирање на идентитетот не е спорна. Прашањето ми е повеќе. Мислам, го забележувам и во твојот труд тоа е, ти се трудиш и тоа е добро за поздравување. Диалогот да продолжи на ниво на интелектуалци, на ниво на новинари и така натаму. Диалогот е суштина на разговор. Гледаме дека таму се одбива диалог. Значи, штом се дојде до ова прашање, одеднашка гад. Одеднашка прекинуваме со двете сличарски партии кои што моментално се на власт да имаат диалог. Кој може да има диалог? Па и левичарските имаа проблем за диалог, сега да се разбереме. Не, апсолутно, ама левичарските да не збориме се БСП каде беше. Би требало левичарските да имаат поголем проблем затоа што БСП има многу, да не речем, проруски позиции во поглед на македонското прашање. И не само тоа, туку историјата Тодор Живков, Цола Радојчева и така натаму, па и историјата на СДСМ и на претходниците на СДСМ тука не е баш најсветла, ако можеме да кажеме, во однос на односите со Бугарија. Но пази, ја мислам дека не претирувам кога кажувам дека македонско-бугарските односи за жал се наоѓаат на најниско ниво по формирањето на Македонија. Можеби историски. Да, историски, да, точно. Односите меѓу двете држави, така ќе оставиме. Односите меѓу двата народи виделе и други епизоди, меѓутоа односите помеѓу двете држави, Македонија и Бугарија, се наоѓаат убедливо на најниско историско ниво. Ивица Бочевски, како аналитичар, политичар, од близок до актуелната влада, да речеме,
Повеќе би го избрал... Како го мериш ова? Па, добро. Во контекст на тоа и бевте нели дел и од поддржувачите на претседателката Гордана Силјановска Давкова како иницијатива за избор. Повише би го избрал Будимпешта или Софија за едно амбасадорско место? Па за амбасадорските Ако ви места, понудат зборам сега, збориме, не, за амбасадорските места во Македонија се знае кој коментира, тоа е министерот за надворешни работи, премиерот и претседателката, така што тие се тие кои што определуваат кои се амбасадори на Република Македонија, каде се амбасадори и во која улога. Абе биле подобар амбасадор во Софија или во Унгарија? Јас мислам дека бугарското општество не е подготвено за еден отворен диалог. Не е подготвено за, меѓу другото, да покани општественици од Македонија. Не зборам за амбасадори или за било што, општественици. Зборуваме за луѓе, ние кои што дебатираме во Македонија, да отидеме да дебатираме во Бугарија. И тие да додат овдека да дебатираат. Мислам дека тие не се подготвени за тоа. И тоа е еден пресериозен проблем. Значи, од оваа страна од оваа страна вратата е отворена. Од оваа страна никој од нас не одбива диалог, значи кога станува збор за врвните бугарски интелектуалци, тука не често гостувале, да речеме, и луѓе како Иван Крстев, понатаму често го гледаме тука поранишниот претседател на Бугарија Петар Стојанов, нели првиот од некомунистичкиот лагер и така натаму, значи исто така Соломон Паси, Гергана Паси се радо видени гости во Македонија и други кои што се наоѓаат од нивната општествена од нивната јавност и така натаму. Меѓутоа нас не нема таму. Тие едноставно не сакаат да се соочат со ова. Не сакаат да се соочат со фактот дека ние размислуваме поинаку, затоа што кога бугарската публика ќе види дека ние сосема самоуверено ги браниме нашите тези, дека ние имаме содржина во тоа што кажуваме, имаме ставови за тоа што кажуваме, имаме подлога за тоа што кажуваме, можеби работите ќе тргнат поинаку. Меѓутоа гледаме дека има една тотална медиумска блокада таму. Не само тоа, тука еве гледаме и дописниците на бугарските куќи во Македонија кои што се овде како да имаат една миопија, како да не сакаат да гледаат што се случува во целото општество, туку бираат некои маргинални тези кои што треба да ги потврдат бугарските позиции. Тоа не е во ред. Така што еве ќе кажам, ова што го кажам, па би можел да биде далеку подобар. Би можел да биде далеку подобар. Да се разбереме, значи може да ги пренесува оние информации што се релевантни и еве да се вратам на твоето прашање. Значи она што би сакал да речеме, во што мислам дека би сакал да се вложам, не само јас, туку еден круг на луѓе кои што дискутираме на оваа тема, е да поидеме таму и да влеземе во еден директен диалог и пред бугарската јавност, не само во затворени конференцски кругови. Тоа би била една убава идеја. Мислам дека тие не се подготвени за тоа. Например, вие како амбасадор, ние како новинари, но има време на таа тема. Не, зборуваме, значи, овие ставови што ги дискутирам сега со тебе, јас би сакал да ги дискутирам, да речеме, во еден од најгледаните ТВ дневници на Бугарија. Зборуваме јазици што се горе блиски, ќе се разбереме, така што и тие ќе ги разберат моите тези. Тоа да. Меѓутоа, за жал, од таа страна имаме една вид на ментална блокада. Берлинскиот зид, железната завеса беше на Деве Бајр. Бугарија беше од другата, од лошата страна на железната завеса. Железната завеса физички не постои, за жал се уште постои ментално во главите на многумина во Бугарија и редно време е да падне. Благодарам, мој вечерашен